Стружанецот Маријан Поповски е еден од неколкуте македонски лекари кои работат во САД, а кои досега се вакцинирале со вакцина за COVID-19. Тој е физиотерапевт во државната болница Сан Јоакин во Калифорнија. Првата вакцина од компанијата Pfizer ја примил на 16 декември, а на 4 јануари втората доза. Првата вакцина кога ја примив, имав само малку болка во рамото кај што беше ставена вакцината. Втората вакцина, ако сум искрен, има мали симптоми. Значи, во мој случај беше главоболка, ама не одма после вакцината, подоцна вечерта имав малку болка и малце имав телесни болки. Значи врз база на голема популација на луѓе, секако дека ќе има некој што ќе изреагира, ама тоа е случај со секоја вакцина, не е само со ковид вакцина. Без двумење се решиле да се вакцинираат со неговата сопруга, која е медицинска сестра, откако претходно се едуцирал и истражувал. И така се едуцирав и сега има некои прашања што нема да бидат одговорени, не може да бидат одговорени бидејќи нема доволно време да се испита вакцината. Затоа се одобри оваа вакцина како emergency. Јас имам постари родители што еден ден сакам да ги посетам назад на источниот брег во Нью Џерси. Тоа за мене беше примарна причина поради која што сакав да ја примам вакцината. Маријан со порака до македонските граѓани дека е многу важно секој да ја прима вакцината. Што повеќе луѓе се вакцинираат, тоа поголеми шансите да се искорени овој вирус. Која и да била реакцијата на вакцината, сепак тоа е подобро неголи пак шансите да се заразиш со ковид и да имаш сериозна реакција, да завршиш во болница. Што повеќе има скептицизам, тоа повеќе го продолжува ова пандемија. И македонскиот лекар Перица Давидков, кој работи на Универзитетската воена клиника во Кливленд, ги примил двете дози на ковид вакцината. Вели речиси дека целиот болнички персонал во неговиот одел за гастроентерологија ја примиле вакцината. За сега немам слушнато за сериозни и несакани ефекти. Знам дека реакцијата на имуниот одговор е поборна кај луѓето со прележена ковид инфекција. Моето искуство после вакцината е подобро од што очекував. Поминав со незначителни несакани ефекти. Како лекар и истражувач горд сум дека науката успеа за рекордно краток период да произведе решение за справување со пандемијата. Давидков очекува дека вакцината наскоро ќе биде достапна и за македонските граѓани. Поповски пак се надева дека летово ќе може да го посети родниот крај ако се стиши пандемијата и се реализира процесот на вакцинација. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.